Вака сега. Еве на мене како направим и ова еве како резултира така. Кој е резултат? Супер. Апсолутно истото е како што е на листот. Браво. Наставничка, Супер. Или исто е малку како ботен, ти не можеш да кликнеш тука за да се избрише, затоа само тука кликнах. Супер. наставничка, Одлично. моето Можеш да го ставиш на space, копчето, и, например, space, кога ќе кликнеш, ќе ти се избрише. Пример. наставничка, моето е малку како например неговото беше малку подебело, ама моето е малку како послабо, ама сакав да е послабо за да Наставничка сликна. поретко. Добро, значи ќе ги видиме сите. Океј, thank you, Виктор. Така требаше да се сработи. Сара? Еве сега, наставничка, куќата се качила по скалите, ми влезе услуга. Гаде. Сериозно ли си? Да. Колко сладкичко е! Гей, ближе. Да. Ова е моја мало бебе. Јас Имам голема шанса да имам маче. Мисля, мајка ми дава, го стварно би сега, наставничке. но татко ми е проблем. Дека Еве го спие до столот. Еве сега. Наставничке. Димитър нещо пише от чат, телефонът ми пукна. Еве, например, овие што имаат домашно, да ни покажат, па да видиме тогаш, ако сака некој нешто да каже, па да почнеме со новото тогаш. Може тогаш? Нака. Ајде, Сара. Шер. Многу брзо кидам во Scratch. Наставничка, вие рековте дека за домашно ќе не било кој сака. Еве ми го ба. И вие рековте дека за домашно ќе не било кој сака да испроба да го направи кулерот. Јас го направив, еве сега ќе ви го покажам. Save now. Примерот ви служеше како водилка да ви помогне во решавањето. Да, ама вие рековте минатиот час на крајот дека останавме неколку деца. Ја ве прашав дали тој ќе не биде за домашно, вие ми рековте кој сака може да го направи. Може да го направи така. Океј. Ти благодарам. Мија, дали ќе може да ми сподели? Сара ти сподели бројче. Да, видов. Јас сега тоа мојот го прекам. После ќе те додадам. После часот. Ти имаш додадено и плюс бои. Да. Па фино, супер. Да. Добро. Разликата во... Сега ми текна како се прави. Супер, Мија. Го сликна од Виктор или од некој? Имам претворните материјали. Како, Димитар? Не можам да ги најдам претворните материјали. Сакаш да ми споделиш екранче на мејлот да одиме? Може. Ајде. Од следниот час материјалите за часот ќе ги добивате на часот, нема да ги испраќам во мејл. Само да знаете. Како тоа не разбирам? Нака. Океј, вака сега. Ова пошто се нови празни. Океј. Сега.
Го гледаш ова тука? Мгм. Еве го. Скреч. Опа. Еве го пен предизвикот. Ова е домашното. Еве го домашното. Не другото. Кој е Другото. Да видиме другото. Еве го другото. Ова? Да. Еве го. И сега јас мислам дека ние овие ги симнуваме на компјутер или не ги симнуваш? Дали си много? Не, дали пример ги симнуваш? Еве на пример овде во downloads ако бараме, дали чекај само да кликнам јас овде вака. Предизвик. Ги немаш материјалите симната? Материјали час, еве ги. Ги гледаш тука? Ове се од минатиот час. Ево го тука. Тука ќе одиш во downloads и ќе ги најдеш, еве ги. Инаку на страничка, ја не го направив, нели, Paint Editor-от за претходниот час, да ви го покажам. Сега, само момент, вака Дими, слушни ме. Може последно да покажам, нема проблем. Значи вака Дими, и за овој час материјалот што е за денес испратен, ќе го симнеме и ќе ти го ставам таму во истата папка. Значи го симнувам од тука. И тој би требало да е зачуван еве овде. Ајде да видиме. Ево го, час 5. Го гледаме доле? Во ствари веќе еднаш ти е симнат. Да, ова да не биде втор пат. Ево вака. Ова се материјалите за денес. Еве овие тука. Не треба да ги печатиш, пошто ќе ни требаат линкови имаме внатре. Ќе ни требаат линковите. Наставничке, мислам дека го направив круво преговор. Сега ќе го дзирнеме. Значи, ова се материјалите за денес, добро? А кажи ми дали успеа домашната да ја направиш? Не знам да видам. Значи, ова од минатиот час што ти го направив ремикс, немаш додавано ништо кодови на него? Добро. Океј. Кој ми нема покажа на домашна? Јас. Ај, сподели ми екранче. Ке сам. Јас последно ќе ви покажам часот. Не, ше, мислах че веќе така. Ја. Аха, ова е што го имаше на листовите, така? А ова со виножитото? Вака сега. Имаш мала една грешка, ама сега ќе ја попреш. Најгоре, наместо да ти пишува change pen size, да ти пишува set pen size. pen size. Не color, set pen size, последното блокче. Те ова е друго блокче, не треба тоа да го ставаш. Последното што е во листата треба. Ова. Size. А ти color моментално ставаш. Окей. Да. Сега, окей.
А One домашната time успеа да use. ја направиш? Да. Мора да кликнеш еднаш Erase All, па тогаш да ти се нацрта однова. Така, erase all. Најгоре. Да. Така. Океј. Тоа е таа. Ние така. Домашното со виножитото го имаш? Кој виножито? Па предизвикот што беше? Това не. Арно много брзко. Paint едиторот го направи? Да. Ајде да го видам него. Кликни си Save прво. Сакам бих тука направил. Молам. Не, всичко е избришено. Ако има проблеми. Ова е празно. Това беше... Айде въп. Кликни на full екран. Така. Кај тебе и вака се црта. Жолтата малце ти е изместена. Да, ама не е што голем проблем. Супер. И гумата ја имаш? Одлично. Ај пробај со розева црте. Океј. Но од поголем по секундата. Мислам дека change size го имаш искористено наместо Change size by. Да, сецал. Да. Само ти не го направих това с жълтото. Но за жал. Окей. Да. Добро. Thank you so much. Беше тешко ова? Малко. Нич не беше тешко, беше лесно. Добре. Горијан мислам дека ми нема покажано, дали ќе може да ми сподели? Океј. Горијан сите бојки има. Да не направи премногу бој. Не, it's okay. Да, само многу се. Добре, фино. Океј. Thank you. Дали некој го испуштивме? Не. Јас на смичка. Ајде. Домашното ќе пробам после часот да направам, ќе ја покажам следниот час, но Paint Editor да ви го покажам, дека не го. Ајде. Сега само ми отворено баш скречно, ќе отворам Zoom прво. Еве. Чекайте само по екран да ста. Како се? Након смета screen sharing, еве. И ова. Да, супер. Одлично. Ето, прави нешто? X-от требаше да биде, например, кога ќе се доближите до него, се на сцената да ви се избрише. Океј. Фактички touching и erase all треба да има. Тоа е само. Таму е прилично лесно. Тоа, ама не стасавме минатиот час заради време да го поминеме и тоа. Инаку тоа би требало да прави. Пошто што ме X, значи се на сцената erase all ќе избрише. Гумата вие си бирате што да ви избрише. Така? А X-от све ви брише. Океј. Мислам дека овие часови со Paint екстензијата беа доста интересни и со ова ќе заокружиме така едно мало поглавје, бидејќи од следниот час ќе почнеме конечно со оние воведувања во игрите, каде што ќе имаме прво правење на
проекти кои што се чекор до игра, се уште нема да бидат игра, ама веќе од понаредниот час тогаш би почнале и со променливи и би научиле некои понови работи, каде што за да може некој проект што е анимација да не биде игра, како тој ни е представен. Денес имаме, може би имате забележено или може ги имате отворено материјалите. Ке забележите дека на почетокот се потсетуваме за изборна структура, ама понатака проектите може би ги имате забележено дека се за дебагит. Мислам дека сите се сеќаваме на дебагит проектите, дека главната цел им беше да наша задача да биде да ги одгатнеме тие грешки што ги има во проектите и да пробаме да ги решиме. И сега ова со изборот, што ни е првиот проект, гледате дека откако ќе го направите проектот, што е даден тука, мислам дека овој код навистина многу ќе ви послужи. Може и веќе го имате во Backpack, бидејќи ваков сличен проект правевме, па мислам дека во првите 3-4 часа, така нешто беше, кога ги учевме motion блокчињата. Да, точно. Сличен ваков еден беше, ама не е ист како овој, ама и таму го имаме спомнато ова. Пошто веќе ви се познати блоковите и веќе ви е позната рутината на вакво нешто, би требало да оди брзо ставањето на кодовите и да се направи овој проект. Сега, откако тој ќе се направи, треба потоа имаме еден предизвик кај што треба да го ремиксираме овој проект со нов блок. Сега, што значи да се ремиксира нешто? Кога ќе отворам јас во Scratch, имам опција на веќе готов проект што го имате вие направено. Само мен да отидам до My Stuff да направам, да ви покажам точно како се прави тоа. Кога ќе одите во My Stuff, чисто да кликнам на некој од проектите. Еве, нека биде овој, не е страшно ништо. Мислам дека ова со цртањето со бродот. Можете сами да си правите копии од вашите проекти, доколку се слични во кодовите што ги содржат и сакате и двата проекти да ви постојат. Не едниот да го избришате доколку го менувате. Постои опција во файл и Save as a Copy, каде што овој проект што ви е отворен сега, што го гледате, тој ќе ви се тргне на страна и од него ќе се направи копија. Овој ќе ви биде зачуван во My Stuff, тој ќе си стои, ама ако кликнете Save as a Copy, моментално кај вас копијата ќе ви се отвори. Гледате како знам дека е копија, горе ќе ми пишува копи во името. Сега ако отидам во My Stuff, ќе забележите дека вакви проекти има два. Оригиналниот се трга на страна и копијата е таа што ви останува на екранот. Еве ги. Копијата е таа што ви останува на екранот за да можете да ја менувате. Значи, овој проект не ви се менува ништо внатре. Само ви креира копија, каде што вие овде можете да правите измени. Ова нешто се бара во првиот проект што е прикажан тука. Откако ќе го направите овој проект, ќе може карактерот Beetle, ова бубачката, да се движи лево, десно, горе, долу со помош на стрелките и да пробате да ја фатите Strawberry, јаготката, на било која локација кај да ви се појави. Нејзина задача е на рандом позиции да ви се појавува и кога ќе допре оваа портокалова боја, тоа значи главата на Beetle, тогаш да испушти еден звук чомп, кој што звучи како да јаде нешто, пак да оди на рандом позиција. Сега, внимавајте, овде, touching color, ова портокалова боја се зема со помош на пипетата од главата на Beetle-от. Дали сакате да го направиме заедно проектот или сакате сами да пробате? Сами. Сакам да слушам. Заедно. Сами. Заедно. Добро го видам. Тие што сакат заедно, раце горе. Може вака? Тие кои што сакаат, Горијан те слушнав. Супер. Дали ќе можат тие кои што сакаат заедно да правиме, нека кренат рака, така ќе знам дека останатите кои што не кренале, сакаат сами да работат.
Ама рака кренете на анимациите, за да можам да ве пребројам точно колку знаат. Добро, па чекай. Да. Сега, тука се моите пижами. Чекај малце, Тонче. Значи, тројцата сега кренеат рака дека сакаат заедно, останатите четворица сакате сами? Да. Добра, Димитар? Наставничке не Ајде, може Димитар, да били ми заедно. се... Димитар, те молам, Димитар. Заедно. Наставничке не може да ми се отвори ова материјал. И ти го испратам сега. Мија? Не сум за сам видео. Не се збуда. Како? Не сакам да правам само. Сама? Добре. Океј. Овие што имате крената рака, ќе го споделам јас екранот, вака, значи ќе ми остане. Останатите кои што сакате сами да работите, можете слободно во позадина, додека зборам јас, вие сами да кликате. Ока? Океј. Така, пошто гледам дека мнозинството се сакаат заедно, пареди тоа. Само да го испратам материјалот на... 4 против 4. Не, 4 против 3 испадна на крај. Yes. Само момент да... Чекај, Горјан, сега ќе ти го испратам ова. Да го симнам само. Ау, на погрешно место ми е зачувано, затоа не ми го појавам. Добра. Океј. Само момент, Горјан. Го испраќам. Наставничка, може да излезете само од чер, за да можам да излезам? На тастатурата, најгоре ESC. лево, ESC кликни го. Добро, излегов сега. Ете така. Сите кои што ви е на цел екран зумот, ако сакате да излезете и да работите од страна, да не го гледате часот, можете горе на тастатурата ESC да го кликнете и ви се исклучи целиот екран. Во смисла, ќе ви се исклучи на full screen што е, ќе може да ги намалувате прозорците и да отварате други. Наставничка, значи сега ние треба да го направиме овој проектот што ни е во материјалите, така? Да, првиот проект да го правиме, пошто рекоа сите повеќето кажаа заедно, затоа заедно ќе го правиме. Ќе дам јас ќе отворам new project. Ама јас нема заедно да го правам. Добре, да ти прави го позадина сам, можеш така? Наставнички, неке. Еве. Океј. Одиме, земаме карактери, значи ни треба битл. Така? Кај беше овој? Еве го битл. Го кликам битл и одиме уште еднаш за да ја најдеме strawberry. Океј. И да видиме strawberry. Еве го вака. Океј, малце ќе ја намалиме strawberry, пошто мислам дека е вака доста голема. Може 60 да стои, а битълот нека си остане така. И сега кај него, пошто неговата примарна опција е, неговата задача е тој да се движи со помош на стрелките. Така, земаме на зелено знаменце и потоа одам во контрол и имам едно forever. Во ова forever ќе имам if. И такви if-овци ќе имам 4. Зошто? Бидејќи може да се движи горе, долу, лево и десно. Сега внатре ќе ставиме key pressed, вака, и овде ќе ставиме up arrow, например, да се движи нагоре. Кај нас во материјалите само да дзирам дали ни е up arrow. Да, прво ни почнува со up. Океј, еве се. Да се вратам назад. Океј. Одиме во motion, бидејќи треба карактерот да ни се движи. 10 steps мислам дека е премногу за да се движи, 3 е сосем доволно. Point in direction, ако се движи нагоре карактерот, тоа значи дека треба стрелката кај point in direction да биде нагоре.
На нас од самиот старт во проектот ни е важно set rotation style на карактерот да биде all around. Што значи тоа? Ако ми биде left right, и ако се движам нагоре, тогаш ќе се поместува вака. Нема да се насочи нагоре карактерот, туку малку чудно ќе се поместува. Затоа ставаме горе all around. Ова тука, пошто е исто за сите 4 копчиња што ги користиме, ќе им кликнеме duplicate. Гледате, десен клик duplicate, кликам. Опа, е вака. Десен клик duplicate. И сега, пошто up arrow ми е готова, следно имам down arrow. Така, кај down arrow point in direction, стрелката треба да биде надоле. Одиме, го ставаме ова тука. Следно имаме left arrow или right. Еве right arrow, десно, значи дека стрелката е навака. Го ставаме тука. И потоа имаме материјалите. Left arrow истото е. Дали е left или right, битно е да стојат во... Прво е left, па потоа е right. Наставничка, Мислам дека се седи сега. ми ги нема Ќе биде материјалите. овај тука ако се направи така. Наставничка, ми ги нема Океј. материјалите. Како ги нема? Епа ги имав, мајка ми ги укуче, но не знам сега кај се. Сега ќе ми споделиш екранче. Овој биталот, сега ако кликнем на зелената знаменце, ќе можам горе, долу, лево, десно, вака да го движам со помош на стрелките. Сега ќе одам кај јагутката и треба кај низе да ги додадам кодовите. Кај низе е многу важно од сам старт да кажеме таа да се движи на рандом позиции. Затоа имаме go to random position. Треба да кажеме што да прави доколку ја допре оваа бубачката. Прво, одиме земаме една зелена знаменце. Рековме дека ќе имаме да оди на рандом позиции, затоа go to random position, ама пошто потоа уште еднаш ќе го искористиме, јас веќе пред време ќе го извадам. Start sound, start sound ќе го земеме и мислам дека ни остана уште if, каде што ни е важно, вака овие внатре стојат, со touching color. Touching color е второто блокче од тука, овде на уместо оваа боја со помош на пипетата ја наоѓаме портокаловата боја што се наоѓа на главата на бубачката. Кога главата на бубачката ќе ја добре стробери, тогаш треба да се тргне од сцената и да ја најдеме на новото место. Ова целото ќе се случува forever и ни е готов проектот. Гледате сега, оди на таа позиција, ќе се доближам до стробери, бум, ајде сега следно. И тоа е тоа. Кратка мала анимација, која што мислам дека би требало забрзо да ја средите. Гладна бубачка. Океј. Сега вашо е овој проект да го направите сами и потоа предизвикот што го пишува тука да го дополните. Не е страшно и да не го направиме предизвикот, може да продолжиме и на поправија грешката, пошто овие проекти се доста поинтересни, мислам дека. Имате 7 минути да го направите проектот и мислам дека е доволно време. Сега може... Може да, повели. Не ги нема на материјалите. Подели ми екранче. Добре. Еве, дека ми е сега проектот што сега ќе го правам. Ми е Paint Editor, ми е Zoom и ова е Сега вака, ќе кликнам back, пошто ова се материјали и еве го час број 5. Не знам кај на титул, мајка ми ги откри, но изгледа ми се вратило во час 4. За да гледаш побаво, можеме овде да кликнам, за да се гледа на поголем. Опа, се извинувам. Ау, аха, да. Добро е вака, можем да гледам. Нека.
Не знам никаква. Еве го. Мислам дека сега ќе Добро. ти биде полесно. Ајде. Дали сите ги имате материјалите отворено? Наставнички, Увели. а како да зиме бојата на бубавачката? Мора дали го додаде change touching color? Да. Кога ќе кликнеш на бојата, најдоле има едно како пипета. Добро. Кликни го него, кога ќе го кликнеш, сцената ќе ти се фокусира и треба точно на главата на протоколовата боја да кликнеш. Ќе го направих сега. Океј. Направих. Димитар, дали ги имаш ти материјалите сега? Димитар, не те слушам? Ги имаш? Почна да работиш? Наставничка, смее да ме Мам? ставите на мют? Како? Смеете да ме ставите на мют дека работам сега? Ајде. Наставнички го завршив. Супер, сакаш да ми споделиш екранче? Да. Еве го. Добро. Ај кај битл кликни. Да. Океј, супер. Супер е. Знаеш што? Ај пробај со Debugit проект 2.1 Кај е тој дебагет? на следниот лист. Океј. Е така. Пробај, прочитај го текстот, пошто е многу важен и почни со него. Ќе ги почекам јас останатите да завршат, па ќе го објасниме заедно. Ако не успееш до тогаш да го средиш. Океј. Дали на некој му треба помош со материјалите или со наоѓање на некои блокови? Наставнички, Повели? јас направив, но во десното не ми работи. Види стрелката на десното на каде е насочена? Point in direction, што пишува? 90. 90, добро, кај left, Минус 90. добро, кај up, Кај 0. добро, а другото е? Down, долу, Да. 180. Добро. Дали сегде имаш move 3 steps? Да. Ај кликни стоп и пак кликни на знаменцето. Не, и тоа пробиш. Ама сите работите ја ќе направам screen share. А, добро. Штом работата, јас те разбрав дека не Не. работи. Не, само един не работи. И Па ете затоа. Едно во друго ти се ставени. Фати го if key right arrow. If, на if-от фати го. И малце помести го надоле. Треба да излезе Наставнички, надвор од готова сум. претходниот if. Пак фати го. не работи. Нема да ти работи, не. Пак фати го. Пошто треба да го изнесеме од надвор. Океј. Добро. Ај сега пробај вметни го. Помеѓу if и помеѓу таа протоколовата црта. Тука. Да. Таму, пушти. Супер. Сега ќе сакам. Така да. Дек си банана. Јас Да. сум банан. Банан. Одлично, стави банана, окей.
може да си го именуваш горе Да. проектот. Пробај со проектот со грешката број 1. Добра? Кој проект? На следното ливче има проект кој што има грешка во него, треба да ја откриеш. Прочитай го текстот, кликни го линкот, кликни на ремикс и почни да работиш. Наставнички готово сум. Ај сподели. Добро се. Супер. Одлично. Што видно? Сум кучила друго нешто. Супер. Не ми Мислам работи дека кога ги кликам. Ај пробај движи се на стрелките. Супер. Одлично. Одлично, Мија. Именувај си го проектот горе, пошто гледам дека нема име од тебе ставено. И пробај премини на следниот проект, пробај да ја откриеш грешката во тој проект. Добро. Теона, дали си готова? Не сум готова, не. Сара? Не, наставничка. Молам? Мислев на мјут сум. Не, наставничка, имам уште малку. Лана? Готова си? Димитар? Докаде сме со проект 1? Наставнички како се викат ова тоа е дали е грешка 2.5 или 2.1? 2.1. Читај го текстот и во текстот ќе видиш еден линк. Кликни го него и на него треба ремикс да кликнеш. Добро. Димитар, докаде си со проект 1? Димитар? Сега, пешмо. Сега почна? Нешто така. Како? Нешто така, да. Сега почна со проект 1. Океј. Теона, Сара, готови сме? Не, Не, наставничка, не ни близко. на стробери уште многу малку имам. Ајде. Лана? Готова си, Лана? Ајде, екран ќе споделиме. Готова сум, да, сум. Мјут бе. Сега? Не го баш пробав, но завршив во моментот кога мене напрашавте. Океј. Супер. Одлично. Чекај, Сега, оди кај јаготката. Мислам дека бојата не е добро избрана. чекај на јаготката треба дека таму пишуваше по портокалова. Па портокалова, ама да пробаме заедно да ја избереме пак. Може? Треба со помош на пипетата да се избере, не на тие. Долу гледаш она што е последната опција како пипета има една. Кликни на бојата. Кај touching color сега кај што беше, кај што е розевото сега, најдоле има едно како пипета. Оди и избери ја портокаловата што се наоѓа на главата на... Треба портокаловата на главата на бубачката. Why is it not working? Еве наставничка. Сега чекајте. Океј, ај сега. Наставничка, ја завршив. Сега ќе те проверам. Добра сега. Сега е добра. Баш Океј. интересно кој игра. Именувај си го проектот. Наставничка, јас сум готов со грешката. И јас Браво! сум готов. Браво! Јас само да ја проверам, кажувам, Сара. Јас сум компјутер, кажува дека јас сум момент и јас само ко ти
Пак. Браво, браво. Само да ја проверам Сара, па ќе ви кажам што да правите. Океј, наставнички, сега треба со тој Наставнички, проект лево и Сега десно. ќе ви покажам Хај како. ќе Добре, ај клик, оди, пробај, придвижи се до Лево јаготката. и десно наставнички не ми работат. Кликни на наставнички, битл. мене Project Connect Save, не знам, не ми дава да го Не ми сейв. работе. Кликни на бубачката, Сара. На Океј, бубачката. овие не треба да бидат едно во друго. Последното if, што е со left key, ќе го фатиш за if и ќе го тргнеш на страна малце Не ми се зачувува и ќе го ставиш. Добра. Фати го и ова другото што е key right. Работе! Гледај, Така, сега Јас го пробај средив. ова key right што ти е, работе! пробај стави го помеѓу if-от и таа цртата долу што ти. Наставнички не ме слушам дека не кучки ми плюс дава да некои го зборуваат сейвнам. немски. Да го стигнам. Само моментички да се разбереме, пошто никој ништо ме прашува тука, да завршиме со Сара, па ќе ме прашате сите што било. Значи, if key right, фати го и стави го помеѓу двете портокалови црти долу што се. Помеѓу if и помеѓу forever фактички ќе дојде. Тука? За if фати го, да. Таму. Да. И сега истото тоа ќе го направиш и за left arrow. Значи, вака ќе биде. Да. Ај сега. На знаменцето и пробај. Наставнички, готова сум со проектот. Сега ќе провериме Мија. Супер. значи, Браво. Добре, Сара. Именувај си го проектот, гледам не ти е именуван. Лана, за да не ти се изгуби прогресот што си го направила, еве исто и кај Сара се деси. Горе ќе кликнеш ново прозорче и тогаш ќе отвориш нова скреч. Ама сега и секако не ти треба нов проект да отвориш, пошто ќе решаваме проект со грешка. Значи, наставнички сега да го севнам овој и што да направам, рековте? Stand by. Сега ќе ти кажам што треба. Мија ми рече дека е готова, Виктор Горијан, дека се готови со тој проект. Лана, микрофонот е исклучен од преска, значи кликам ask to unmute, ама изда не ми ја читаш пораката. Чекај пак, погрешка кликнав, сори. Ајде. Се отворив нов тап и не го искочив тоа, така? Така, да. Така. Океј, Теона, докаде си? Мораме да преминеме на следниот проект. Би требало да си готова до сега, пошто имаше едно 20 минути за да го завршиш проектот. Наставнички, може јас да покажам. Само момент. Само момент. Чекам. Не е проблем. Тоа ми кажува Теона дека можеби нешто друго работиш наместо проектот. Егде да проектот да се го тако да се онмјутнам, ама не е завршена сам целосно. Ај сподели ми екранче. Димитара, после Теона и ти ми споделуваш екранче да видам докаде си. Наставнички, јас кога го отворив проектот, нели, ремексот, кога го кликнав, е блокте. Океј, супер, Теона. Именувај си го. Наставнички не ми дава да го севнам. Значи, отвори нов тап, истото го покажува и кај Лана. Така, кога ќе заврши часот, тогаш ќе пробате да го зачувате. Сега, поради зумот, тоа го прави. Димитар, екранче да видам. Наставнички, ремекс, кога го стискам тоа копчето, покажува блок дека ми е. Сега ќе видиме заедно, ќе средиме. Димитар, екранче очекувам. Да споделам? Ти Димитар си? Не знам за кој кажете, моите. Ти си Димитар. Јас за Димитар викам. Само чекам, јас гледам тук на телевизор, че има баш някакви баско. Ако не можеш да пробаш проект 2, грешката да го средиш. Сега. Димитар, екранче, да?
Само да ви кажам дека се испратував мајка ми. Наставнички, но мене не ми дава ни instructions, ништо нема напишано, ништо нема напишано. Наставнички? Ништо немаш направено, Димитар? Браво. Ако се испратував мајка ми. Браво, Димитар. Супер. Одлично. Океј. Ај вака да објаснам за проектот со грешката, пошто има некои кои што не ја почнале да Ни јас, не ја почнав. се движам натака. Значи, поправија грешката е првиот проект од низата на 5-те, односно 6-те проекти кои што ги имате во овој документ, кои што имаат грешка во нив, а ваша задача е да ја откриете грешката. Еден ученик сакал да направи програма со која карактерот ќе му се движи горе-долу лево-десно, соодветно така што кога ќе кликнете на стрелките на тастатурата, тие ќе се движат така. Но нешто не му работи. Даден е кодот каде што не работи, еве го кодот што не работи, и ваша задача е да пробате да го решите ова. За да можете да го решите, треба да кликнете на овој линк тука. Јас Кога ќе кога го кликнете на кликнав, линкот, ќе ви пишуваше се отвори блок. проектот кој што досега го имате, кој што сега го видовте со кодот. Еве го, значи овој проектот со кодот, само да се, еве го. Значи, што се наоѓа на линкот? Овој код што го гледате моментално тука пред вас. Ваша задача е кога ќе го кликнете линкот и кога ќе ви се отвори страната кај што се наоѓа проектот, треба да кликнете на копчето Remix. Сега, пошто јас го имам правено проектот, јас овде сама на себе не можам да кликнам Remix, ама кај вас овде би требало да се појави едно зелено копче кој што ќе пишува Remix на него. Кога ќе кликнете Remix, ќе влезете внатре во проектот и ќе можете да го едитирате, односно да ја поправите грешка. Тие кои што ја имаат поправено, сега ќе ми споделат екранче, тие кои што прв Наставнички, јас ја направив. Слушки го почнете. Не можам Прилично е да лесен проектот. Сетете се сега биталот како го правевте да се движи и само ќе го споредите кодот уствари што имаше кај биталот, а што нема тука. Наставнички, мене кога го кликнав линкот за да го ремиксам, а ми пишуваше link is blocked. Ај, сподели ми екран. Наставнички, јас го направив. Океј. Пошто мислам дека е лесен проектот, доволно би било само еден да го покаже. Ева наставнички, ево го линкот, ќе го кликнам. Ама не, Лана, не така. Значи вака. Вака се. Да се движам надоле. Еве го линкот и кликам на него. Аха. Добро, back. Сега вака ќе направиме, ќе ги симнам јас материјалите. Еве ги, добро. Опа. Може и два пати кликнав да се симнат. Да. Океј. Еве ги материјалите. Еве ги. И сега кога ќе одиш тука, кога ќе кликнеш на линкот, не треба вака да терминам. Само момент. За да не ти го гаси овој документот, CTRL го гледаш каде ти е? На тастатурата? CTRL. Во ќошето долу лево има едно CTRL. Да. Пробај кога ќе го држиш него и со глувчето ќе кликнеш врз линкот. Пробај тоа направи. Со првиот клик. Ама со глувчето стасај до линкот. Да. Еве. И го гледаш горе? Се појави овде горе. Еве. Кликни го таму. Еве го и сега Remix горе. Добро. Ајде. Фала ви, наставнички. Нема проблем. Пошто Горјан и Виктор беа едни од првите двајца што се пријавија дека им е готов проектот, би им дала на нив двајца да ми го сподели.
Јас првото да споделам. Може да го споделиш ти, последниот, ако никој е побрз од вас двајца, ќе го сподели Горјан. И што беше грешката? Прво, јас наидев дека тука беше left и right, а Добре, треба all around. добре. Наидев дека тука нема move. Одлично, И супер. тука одздоле имаше move 10 steps што не требаше и затоа само тоа утргнах. И ја Супер. работа многу добро. Наставнички, ја одма ги најдов. Одлично. И јас. Значи, вака би требало да Да. изгледа точно решението на таа задача. Гледаме си да. Да. Требаше само да се додаде move 3 steps. Да, и сега тоа го правам и така ќе... Исто така, можеш Се сеќавам наставничка на овој дебаг, мислам, другиот со Beetle проект. Ете така, гледате дека е многу сличен, затоа и на почетокот ви го дадов тој. Океј, супер, Виктор. Прашањето најдов. сите, дали можеби од тие кои што ја имаат готова направено, имаат различно решение од ова? Ја више Или си- завршив наставничка да ви покажам или кога? Кажи ми дали е вака решено како кој Виктор? Чекайте наставник. Да, скроз исто. Океј. Кај другите сите е вака скроз исто решено? All around го сменив Теона? Да, 3 steps и 10 степови ги Добре. да, Океј. ќе Тоа значи дека ќе можеме да продолжиме со следниот проект, така? Со проект број 2. Ајде, ќе го објасниме, ќе почнеме со проектот одеднаш. Поправија грешката. Еден ученик сакал да направи програма во која карактерот секогаш му враќа информација на која страна на сцената се наоѓа, која ќе го движиме соодветно со стрелките, но нешто не му работи. Што значи тоа? Ако позицијата на карактерот е вака да ви објаснам уствари што значи ова. Нели ние кога ќе ставиме она позадината што беше со координатите вака XY ви текнува? Да. Кога ќе ставиме таа позадина, ќе можете сами да забележите каде е почетната позиција, односно 0-0 позицијата на карактерот. Така, тоа е овде во центарот. Сега, движењето на карактерот, односно на која страна на сцената се наоѓа, се одредува по оваа точка. Ако карактерот е на оваа страна, тоа значи дека се наоѓа на десната страна, така? Beetle моментално на која страна? На десна или на лева? Лево. Beetle. Да, Beetle на лева страна. Како бе на левата? Десна. Ја пишам со лево. Десно нагоре. Значи вака кога го Десна гледате? горе. Десната рака е поблиску до бителот или левата рака? Мама. Значи Наставничке, оваа ситуација се наоѓа на да. десната страна. да решаваме втората грешка. Да. Ја објаснувам што е работата за да ви стане јасно што треба да правите. Овде е дадено карактерот да се движи само на лево и десно. Па значи, кликаме на линкот. Ај вака, пошто сакам и јас ремикс да кликнам. Само момент, ќе додадеме ново вакво прозорче. На наставничке јас втората сум ја решил место првата. Ај сега врати се првата до решија. Наставничке, смее уште еднаш да објасните, не баш слушнав, малку ми кочевте. Значи вака, го кликаме линкот. Сега, пошто не сум најавена, не можам да кликнам ремикс. Океј. Кликам се инсайд, да треба ремикс да кликнете. Вака, позицијата на карактерот е одредена, еве, например, ќе се движам лево, ама овде сум веќе во десната страна. Зошто ми стои лево? Така? Или, например, овде сум, овде е лево. Можеби во овој случај ова функционира. Но кога ќе дојдам на оваа страна, гледате дека не ми се менува дека сум на десната страна. Цело време само лево стои. Како одредено дали сме на лево или на десна? На средината, таа линијата што ја имаме. Молам?
Во кога јас одев, значи кога јас одев со материјалите и кога го кликнах линкот, на мен ми пише this content is blocked content. Ај, како мене, Виктор. Треба да ги даунлоудираш. И ако материјалите. пак го кликнам истото нешто само. Чекај, дали ти се отворени Ај материјали? вака, може само вака. Океј. Прашања за вториот проект или може да почнете да работите? Наставнички СМИ. Да, бе. Наставнички език Ја ќе ми СМИ. споделиш екран, Виктор. Наставнички. Наставнички ја реши втората грешка. Наставнички Повели Сара? СМИ или кога објаснувавте, не сум сигурна на кој проект, ве слушам само на некој дека објаснувавте. Мене многу ми кучеше интернетот, ама сега го поправив на лаптопот на друг интернет, сум била најавена. Ќе смее уште еднаш да објасните? Само спомнав дека може да одиме на проект број 2, да кликнеме на ремикс и како одредуваме дали карактерот се наоѓа на лева или на десна страна. Одредуваме по оваа позадина, како ви текнува кога ја користевме. Како знам дека нештото на левата страна, тоа значи дека од оваа точка па навака се наоѓа на левата страна. Во моментот кога оваа точка ќе ја премине, односно ќе дојде тука, тоа значи дека карактерот е на десната страна. Тоа веќе ви е покажано во овој проект, значи за вас е тоа направено, ама поентата е што овој if само еднаш го проверува. Тоа е грешката. Вие треба да ја поправите. Виктор, така ти ми рече дека има проблем. Подели ми екранче. Добро. Мислам дека исто да како мене. Да. Значи, ја имате... не, ти се зумира. Ама, Треба да ги даунлоудираш материјали. Мора да ги симнеш на компјутерот, за да можеш да го кликнеш линкот. не, да, тука. Ја ги материјалите. Дали сега ќе работи? Нема да сака, не. Мора да ги симнеш на компјутер. Да, ја само што кажа, дај да се мрдам камерата и ако кликнам тука и ако истото направам, истото се случи. Треба да ги Нема, значи не ти дава, мора да го симнеш документот на компјутер. Кликни горе на download, на стрелката. На другата. Јас беше го даунлоудирах. Па отвори го. А дека стоат? Ајде да пробаме да го најдем. Не вака. Пробаме заедно да го најдем. Стој сега. Јас ќе кликнам уште еднаш. Ова горе ќе ми се појави. Ова тука ќе го кликнам и еве ги материјалите. Добро. Ајде. Еве ти проект 2. Добро. Е сега, за да не ти се тргне документот, CTRL го знаеш каде е? Да, но... Држи на него и тогаш кликни на линкот. Океј. Вториот проект треба помош? Мислам, Горијан устари се пријави дека е готов. На останатите треба помош? Да, наставнички на мене. Значи, слушнај ме убаво. Проверува програмата само еднаш на која страна се наоѓа карактерот, а треба да проверува цело време. Треба вака цело време да проверува. Кој блокче проверува нешто цело време, константно? Стварно не ве разбирам. Горијан? Кој блокче проверува константно цело време? Forever. 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 Мија, ти го реши? Не. Уф. Горијан, сакаш да ни споделиш екранче? Океј. Ги завршив првите два. Одлично. Може да ми го споделиш вториот?
Еве го. Ова move steps не Ова е требаше првиот, тука да бре. биде? Ама ова е првиот. А да, ова е вториот. Овие не мој, а ти, еве, го направив. Добра. Што беше грешката у проектот? Што се промени? Оти, едно од овие беше change x by 10, а не минус 10. Така. Точно. Требаше да биде... Не, тоа требаше само да се додаде едно forever блокче. Каде беше forever блокчето? Ма веќе имаше forever блокче. Немаше. Немаше. Па сигурно сум го ставил. Па, веројатно. Значи, требаше во проектот само да се додаде едно forever блокче, бидејќи ако ја оставите ваква програмата каква што е, тогаш значи дека само еднаш ќе ви провери во програмата дали карактерот ви се наоѓа на левата или на десната страна. Ако му ставите едно forever, еве на пример ќе ви споделам јас оваква Знаеш каде ми го видов, ќе пробам да го направам. Значи вака. Само момент. Ево. Значи ќе ви го споделам и јас овде. Самички кај мене нема таа позадината. Каква позадина? Не треба ништо да додавате од позадини и карактери во проектите. Се Нема веќе ви е готово. Треба само кодот, односно блокот треба само да го додадете, ништо. Не е добро тоа, но вие рековте дека таа позадината да ја ставиме што беше како... Не. Ја само објаснив што значи лева страна, а што значи десна страна. Значи вака кога ви е проектот, еве го проектот, десно се движи вака, лево се движи вака. Бидејќи само еднаш проверува програмата на која страна ни се наоѓа карактерот, ова требаше целото да ми биде мене во forever. Вака едно forever, бум, овде. Сега кога ќе кликнам вака, цело време ќе стои пораката горе. Кога ќе преминем на десната страна, гледате одма ми напиша десно. Тоа беше грешката во проектот. Да знаете дека if ако стои без forever, тоа значи if ако стои без forever, тоа значи дека само програмата еднаш проверува и тој резултат што ќе биде кога еднаш ќе се провери, тој ќе се испечати. За да биде, ако сакате да менувате постојано нешто на сцената, убаво би било да го користите forever како блокче. Сега, мислам дека нема да имаме време за да го почнеме проектот број 3, ама ајде да пробаме. Може така? Да. Океј. Проектот број 3 е доста лесен и е дел од една игра што ќе работиме заедно на наредните часови, односно ќе правиме игра што е лавиринт. Ќе имате за задача карактерот што ќе го ставите да ги допира овие блоковите. Баш тоа е грешката во овој проект. Овде погоре ви е објаснато дека скреч мачетот се движи низ лавиринтот и треба да стаса до жолтиот правоаголник што можеби во овој случај представува некоја врата да премине на следниот лавиринт. Но скреч мачето за некое чудо преминува преку ѕидовите. Наша задача е како да му забраниме на мачето да не оди под ѕидовите. Тоа е целата задача. Значи треба нешто со тачинг, па нешто треба да му направиме. Дали некој има идеја како? Еве на пример може заедно да пробаме да го решиме проектот. Сакате? Наставнички, Повели. на мене во второто, кога јас ремиксах, ми пише if, после тоа зеленото блокче Y position. А сега јас укладел сум... Зошто Y position? Па така ми пише. И јас мислев дека тоа беше грешката, но кога укладех forever блокчето, видех дека е mouse X.
И тоа сега ми е грешка. И сега не можам да знам position X дека е. Position е во motion и најдоле. Еве ги, најдоле, последни се во motion. Его е X position. И сега треба да ми работи. Треба да работи. Океј. Прашање, дали имате идеја како да му дадеме наредба на мачето, еј, кога ќе допреш оваа зелена боја, врати се 10 чекори наназад. Односно да не поминуваш овдека. Како тоа да го направиме? When touching color, move minus 10 steps. If touching color. Да, зелената таа. If touching color, кликаме на зелената, ја бираме точната зелена со пипетата. Што треба да правиме следно? Move minus 10 steps. Move minus 10 steps. Океј. Ова треба да ставам на некој зелено знаме? Вака? Да. Прашање. Ова колку пати би функционирало? Само еднаш? Например, ќе го кликнам знаменцето. Forever треба. Forever на Треба страничка. forever. Да, Одлично, forever. Лана. Треба forever да стои, бидејќи кога ќе го кликнам јас еднаш, да, во тој момент можеби карактерот не ја допира зелената боја и затоа може да помине. Ама сега кога ќе пробам вака да го почнам, можам да поминам преку зелената боја. Еве одам напред. Ама не ми дозволува, така? Затоа ќе морам да ходам регуларно, односно да правам кругче. Опа, овде инаку има глич, да. Тоа се случува. Баш само во овој проектова се дешава. Океј. Се движиме навака, одиме поляка, доаѓаме до тука, се движиме надоле. Значи мораме едно цело кругче да направиме, за да можеме да излеземе од лабиринтот и да стасаме до жолтата врата. И еве сме тука и кога ќе стасаме, you win. Значи во овој проект мораше овие наредби да се додадат. Ај, отворите го сега кај вас третиот проект и додадете го ова. Сакате да ви го оставам екранот вака? Не Или мора. да исклучам? Не мора, наставнички. Не мора? Не мора, ја го знам. И тука. Океј, read. Тогаш, кој како ќе заврши екран, Странички завршив. завршил со проект број 3 и да ви Завршив. имате за дом. Странички ве завршив. Ајде. Ана- Океј. Втори Minus steps, супер. Сара, што имаме за дома? За дома имаме да ги дорешиме останатите проекти со грешка. Океј, колку Да, проекти да, така има. имаме во... Супер, Сара, ти благодарам. Клини си само сейф наогоре, добра? Да. Така. Го видов кодот, треба да работи. Супер, мислам дека го видов дека работи. Колку проектите баги има во целиот документ? Да ви кажам? Да. Еве сега ќе ви покажам вкупно со се тие што ги направивме. Да. Такви со грешка. 6? Да, мислам 6. Така е, Мија. Колку решивме до сега? 3. 3. Значи, останатите 3 ќе ви бидат за дом. Добро, наставнички. Океј? Читате го убаво текстот. Тој проект кој што нема да успееме да го решиме дома, ќе го решиме следниот час заедно. Добра? За Добре. следниот час материјалите ќе ги добиете за време на часот. Во ред? Добро. Не ми работи проектот. Океј. Ти работи или не ти работи? Ми работи, ми работи. Може да ми споделиш? Чао, Да, Сара. наставнички, убава недела на сите. Исто. Исто. Кој Ќе скаже спинам бројче. А. Сега да станеш. Видам Видам кој ти кажа, заберете сега. Ба. Не ми покажа. Чао, Сара. Ајде, Лана, да видам. Супер, Лана. Браво. Лана, знаеме што имаме за дома? Да, да ги решиме грешките и сите што ни остана. Грешки. Супер. Чао. Лана. Чао, Лана. Чао. Довидување, убава недела да Илиш имате. го направи тројката? Што? Тројката проектот го направи? Не. Па те чекам да ми го покажеш. Уште Тие што малку го имам. завршат тројката,
тогаш се гасат од часот. Добро, и јас завршив тројката и за домашно знам дека треба уште следните 3 грешки да се поправат и тоа е за домашно. Yes, да. И баба, А ми покажа пред третиот проект? а тебе да се покажем. Па треба. Окей, ќе покажам Ајде. сега. Димитар, Немам го. дали ти успеа да го кликнеш линкот за проект број 3? Изгледа тук Оди ти малце бира. подолу, Виктор, Што? во кодот. Да видам. Не. Окей, добро е, супер е. Тој- Окей, Таму. Виктор, знаеш што имаме за дома? Да, 3 задачи да кажам грешки да се поправат. Одлично. Супер. Слободен си, има убава недела, се гледаме во вторник. Окей, баба, се гледаме. Бај. Убав ден да имате и убава недела да имате. Исто и ти. Тенко. Чао. Чао, чао. Горем, готов си? Да. Да ми да видам. Е. Еве го. А -3 има ставено? Окей. Да. Вака Може да -3. види. Да. Ама гледаш ке ти пробува да ти помине. Затоа јас имав -10 ставена. Ма пак нема да Сегаш? може да успе. О, успе. Гледаш зашто е -10, а не е -3? Пошто -3 е доста мал простор, исто како воопшто да не му прави забрана. Затоа е ставено -10. Сега А шо ако ова се случи? ајде, добро, гличот ќе се деси. Тука не може да поминеш. Мора круг да правиш. Затоа го наместив помалку. Ето го. Окей. Супер, Горјан, знаеш имаме за дома? Знам да ги поправиме сите грешки. Одлично, имаме уште 3 проекти, тие ти остануваат за дома. Чао. Прашање за домашното имаме? Немаме. Немаме. Чао, Горјан, убава недела. Те она до каде сме?